Градоначалник е првата книга од едицијата Големи зборови за малите уши на Илина Мангова, на многумина позната од јавниот свет, од јавниот живот. Често ја гледаме нели на дебати по медиумите, но овој пат политикологот Илина Мангова во едно поинакво светло, односно во улога на автор, со која што ќе знаеме повеќе за тоа како политикологот реши да напише на книга за деца, приручник за родители за деца, може слободно да кажем, на кој што навистина е од големо значење. Илина, добро ти утро. Добро утро, благодарам на поканата. Како се роди, Илина, идејата на еден политиколог кој што секојдневно ги следи нели политичките случувања во светот, но и домашните политички случувања, нели, да напише еден приручник за родители и за деца? Идејата дојде како резултат на соработката со учителката во нашата градинка 13 ноември, Весна Пицева, која што ни побара нас родителите да бидеме родители и учители на еден ден и да им ја доловиме својата работа на дечињата од групата каде што учи мојот син. Така што, бидејќи мојата работа е прилично тешка за објаснување, многу пишување, многу работа на компјутер со станоци, јас помислев дека е подобро да им доловам некој демократски процес кој што ќе им биде поопиплив и поразбирлив и решив тоа да биде гласање за кандидати за избор на градоначалник во општината. Земејќи предвид дека моето дете секогаш го носам на ден на избори на гласање, му ја представувам околината, го учам за како функционираат некои основни работи во околината и во општеството. Тоа ми беше најопиплив демократски процес кој што можам да им го објаснам на дечињата од градинката. Ги повикав кај мене на работа, направив како работилница во која што практично базирана сега на која што е сликовницата. Направив работилница со гласачка кутија со 4 кандидати за градоначалник на градот на нивната група, Смешкоград се викаше тој град, и им ги представив кандидатите на дечињата, они гласа, тајно гласање имаше, беа заштитени како нивната приватност дека гласаат. Им беше и после ги броевме гласовите и кој победи, им беше доста интересно и возбудливо, што и да им представите на децата мора да биде представено низ игра, и јас преку таа работилница сватив дека идејата е интересна на тој начин прикажана за дечињата и може преку така една игровита форма, во форма на тој текст да го преточам во текст за сликовница, па така што седнав преку да работив сценариото и го преточив во сликовница, го испратив на издавачката куќа Арс Ламина во литература и го прифатија. Така излезе сликовницата Градоначалник. Издавачката куќа се инспирираше да започне едицијата Големи зборови за мали уши, во која што и во иднина се очекува нели да излезат други сликовници кои што ќе им доловуваат така некои по-тешки или по-невообичаени термини на дечињата. Да може ли накратко да ни споделите еве што се наоѓа, што сочинува првата книга од серијалот кој што ќе следува? Оваа книга, градоначалник зборува за гласање за кандидат за избор на Скопје, да не го делиме на повеќе општини, и детето во разговор со мајката, и мајката го повикува да оди на гласање за градоначалник, и тоа ги поставува многу прашања за тоа што е тоа градоначалник, што е тоа гласање, што се тоа избори, што е тоа општина. Сите се тие термини кои што обично ние не ги изложуваме децата на нив, меѓутоа главна цел на повисока вредност која што сака да учи сликовницата е одговорност, дека кога ги излегуваме на избори, ние преземаме одговорност кој ќе го избереме да се грижи, но најмногу цел одговорноста која што презема градоначалникот, секој кој што излегува, кој што се бори и добива јавна функција, добива некаква одговорност, и таа неговата одговорност се грижи за околината, да бидат чисти улиците, да има дрва, да има паркови, исто како и секој дете и секој родител има одговорности во домот. Многу е битно дечињата од мали да ги учат одговорностите.
да да ги научиш да мијат заби, да некогаш да си ги рамесат играчките после нив, но и дека тоа што родителите го преземаат кон нив исто така е одговорност да ги научиме да се хранат здраво, да ги носиме надвор. Сите тие одговорности и кога малите деца од мали дечињата од мали ќе ги учат тие одговорности, ќе градиме општество и генерации кои се посвесни секој за својата лична одговорност и за понатаму за колективната одговорност во општеството. Да, навистина убав начин, мислам дека убав дури е мал збор за тоа како на децата да им се донесе сликата за тоа какви одговорности имаат нели политичарите или градоначалникот кој што го избираме, но и да се поистоветуваат со нив, нели какви одговорности имаат тие. Што ќе следува од серијалот Големи зборови за малите уши? Па ја имам напишано 1-2 текста на кои што ќе им ги испратам пак на издавачката куќа, но тие исто така во рамките на едицијата, колку што ми е познато, сакаат да ги доближат други такви добри големи зборови на дечињата, како што се инклузија, екологија, можеби новинар, во иднина новинарка, така што зборови кои што, нели, пак ја кажам, поретко се ги користиме кога разговараме со децата или потешко име на нив да ги разберат, но на прав начин, со прав јазик и со прилагодени други термини, зборови можеме да им доловиме и такви комплексни професии или термини и на малите дечиња. Да, верувам дека вашето задоволство е огромно, затоа што имате придонесено за детската литература и помогнато нели на родителите за тоа како да ги доближат овие зборови до нивните дечиња. Каква е детската литература, односно што сметате можеби дека треба да се придонесе уште повеќе за нашава, за домашнава македонска литература? Ба ја лично сум воодушевена од бумот на детската литература. Таа многу има избор за родителите сега да купуваат детски книги, сликовници и слично, и постојано излегуваат нови изданија. Мене лично што ми беше битно сликовница да не биде во тврда корица, за да има пристојна цена за секој да може да си ја дозволи, бидејќи оптеретување за семејниот буџет е постојано да купувате книги, но за децата, бидејќи постојано има многу работи што треба да учат преку книги и да им се чита, но ако имаат сликовниците по пристојна цена, ќе може секој да си ги дозволи. Колку што јас до сега имам впечаток, ова е веројатно прва книга од овој општествено-политички свет, да им доближи некое политичко граѓанско образование од најмала возраст, од кога децата го запознаваат светот, и тоа е, мислам, драго ми е што ете мојот придонес од мојот професионален свет и моите професионални интереси можев да го преточам во детски јазик и да им го доловам на децата, како што кажат, и да им биде од помош на родителите да ги објаснат овие тешки термини. Да, јас познавајќи вас, знам дека нема да застанете тука и дека ќе продолжите и понатаму со овој серијал и дека навистина како што вие ќе си бидете нели задоволни и исполнети, така ќе придонесете и за родителите со кои што ќе им се помогне нели на дечињата. Ви посакувам уште многу успеси и да се видиме за следна промоција. Важи, благодарам на поканата и за иднина.